Драги гледачи, поздрав од студиото на Ирис телевизија. Добродојдовте во уште едно издание на спортските репортажи во соработка на спортската редакција на Ирис телевизија и на Китго Пекчево. На програмата во овој викенд беа надпреварите од редовното 19-то коло, во која со нашата камера и камерманот Горан Христовски бепе на градски стадион во Свети Николе на надпреварот Овчеполе Китго Пекчево. Дуел на стари познаници, кој секој се одликувал со добра, фер и коректна игра, а вреди да се спомене дека токму во есенскиот дел екипата на Овчеполе му откри на еден бод на лидерот на табелата. Тогаш преварот заврши нерешено 1:1 и тоа е единствениот кикс на екипата на Китго, бидејќи сите останати надпревари ги победи. За овој надпревар тренерот на Овчеполе Тони Серафимов се реши за следниот состав. Со број 12 Кристијан Атанасов, со број 2 Злате Тодоров, број 5 Александар Костов, број 7 Боце Ефремов, број 8 Јорданче Јорданов, број 10 Дејан Петровски, број 11 Виктор Трентафилов, број 13 Виктор Доневски, кој е воедно и капитен на екипата, број 15 Никола Стојковиќ, број 16 Тодор Мирославев, број 19 Иван Андов. На клупата за резервни фудбалери се со број 4 Миле Косто, број 6 Филип Митков, број 9 Николти Симонов и со број 17 Роберто Симонов. Тренерот на Китго Пекчево Трајче Сене се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богдановски, број 5 Дени Андонов, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 11 Бобан Марич, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 15 Владимир Дујовски, број 17 Дарко Нацев, број 19 Мартин Димовски, кој е воедно капитен на екипата, со број 20 Владко Стојанов и со број 22 Петар Најдов. На клупата за резервни фудбалери се со број 3 Денис Јанковски, број 4 Миле Денковски, број 9 Андреј Симевски, број 10 Маријан Ташков, број 13 Иван Колев, број 16 Бобан Тиквишанац и со број 23 Томи Станоевски. Главен судија на овој надпревар е Глигорче Николовски, а помошници му се Орце Стефановски и Давид Георгиевски, сите од Кратово. Контролор е Кирчо Георгиев од Штип, а делегат на овој надпревар е Лупчо Доневски од Скопје. Играчите на Овчеполе се во жолти дресови, а играчите на Китго се во бели дресови. Речи добар ден, што се криеш, бе, ја ќе ти платам денеска дневница. Немај гајле. Не доаѓаат, ако зберете дневница, ќе доаѓа, кој не. Ќе се за колку ќе навиваш сега? Првиот центар тргнуваат домакините со почет удар на Иван Андов. Уште на стартот се гледа дека ова ќе биде интересен и возбудлив надпревар во кој и Китго и Овчеполе ќе се трудат први да постигнат гол. Сепак гостите од Пекчево први се заканија по акцијата во која Дујовски упати одлична топка во празно за Трендафилов, кој за жал не успеа да ја скроти и исконтролира, и таа стана плен на голманот Атанасов. Слободен удар изнуди играчите на Китго, кој го изведе Нацев. Упатената топка во каснетиот простор одбраната на Овчеполе ја исфрли, но Димовски беше упорен и дојде до неа. Веднаш нафари кон Марич, кој, иако опколен со двајца одбранбени играчи на Овчеполе, шутираше со глава, но за жал топката се одби од стативата, а Мирослава потоа ја исфрли во поле.
Обидот да лечене на Бобан Марич со силен удар, при што Атанасов несигурно интервенира и кога натрча Нацев, сепак голманот со втора храбра интервенција ја прифати оваа топка. На спортивната страна во силен налет е Петровски, а Мартин Стојанов прави тактички прекршок и ја запера оваа опасна акција. Слободниот удар го изведе самиот Петровски. Топката од живиот зид се одби до Андов, кој веднаш шутираше силно, но за жал топката наместо во мрежа отиде високо над голот. Идеална можност за водство на Овчеполе беше пропуштена. Но слободен удар за Овчеполе, кој го изведе Мирославов, со високо нафрлање пред голот. Андов е краток, а топката е во рацете на голманот Богдановски. Очигледно домакините се опасни во прекини, каде што во нападот тогаш фигурираат високите Костов, Ефремов и Доневски. Така беше и по слободниот удар на Петровски, но овој пат Богдановски сигурно интервенира и одбрани. Во жарот на борбата се правеа повеќе прекршоци. Нацев во една акција фаулиран. Слободниот удар го изведе Димовски. Топката беше одбиена, на неа налета Дујовски, но и неговиот обид за шут го изблокира капитенот Доневски. Екипата на Кит го изведе брза акција преку Најдо, кој пак упати идеален центар шут по кој Марич со глава наместо во празнет гол нишанеше повторно во стативата, кој и овој пат сојузник на голманот Атанасов, а Доневски по ова ја исфрли топката во поле. Домашните играчи Андов и Петровски некако беа најагилни во нападот на Овчеполе. По десната страна се проби Андов. Упати центар шут, а Ефремов сакаше атрактивно завршница, да постигне гол ефектно, но тоа го стори мошно лошо и шутираше високо над голот. Играчите на Овчеполе повторно се закања по грешката на одбраната на Кит Го и нивниот кикс го искористи Петровски, кој тргна 8 кон голот на гостите, но шутираше мощно, млако и право во голманот Богдановски. Ова беше најзрела шанса во која, како и самиот Петровски, да беше изненаден и ја пропушти ова идеална можност за постигнување на гол и на водство на Овчеполе. На спортивната страна со шутот далече не се закани Дујовски, но топката беше лесен плен за голманот Атанасов. Брз контрнапад и ефектен дриблинг, дело на Бобан Марич и во обид да центрира, беше изблокиран и изнеди само корнер. По изведениот корнер, кратко одигра Димовски и Најдов, пошто се упати центар шут на кој реагираше одбраната на Овчеполе и исфрли оваа топка во поле. Во самиот финиш на првиот дел, слободен удар изведе Владко Стојанов, но лошо го стори тоа и топката отиде далеку во гол аут. Последниот свириш на судијата Николовски означи крај на првиот дел, во кој се прикажа борбен, квалитетен фудбал со премногу прекршоци и понекога шанса на обете страни, но мрежите на Атанасов и на Богдановски мируваа. Очигледно играчите и на Овчеполе и поготово на Кит Го останаа должни на своите верни симпатизери на трибините, кои дојдеа да гледат добар фудбал, зачинет со повеќе голови, но за жал ни во првото полувреме ги немаше. Сигурно советите на тренерите Серафимов и Сенев ќе бидат користни и ќе влијаат на натамошниот тек на преворот и со можни алтернативни замени, како играта би добила повеќе на квалитет и секако на ефикасност. Почетниот дел во второто полувреме е резервирана за Кит Го преку голгетерот Бобан Марич. Првите минути најавуваат заселен атак на играчите на Кит Го, а видливо беше дека тренерот Трајче Сенев тактички им ги смени улогите на Петар Најдо, кој беше на левата боча позиција и се префрли на десно, односно ја замени улогата со Дарко Нацев кој од десна се префрли на левата страна.
Токму Наце беше во ситуација да стори нешто повеќе, откако Димовски на два пати центрираше и кога се обиде да шутира, блокираше Виктор Треневски. Се судираа двајцата, но по лекарската интервенција го продолжија мечот. Слободен удар за Кјутго, кој од 10-та страна го изведе Нацев. На нафрлената топка реагираше Андоно со глава, но топката отиде крај голот на Атанасов. Во следниот напад на гостите во кој учествува повеќе играчи, за да конечно Дујовски велемајсторски го проигра Трендафило, кој шутира силно и прецизно за водство на Кјутго од 0:1. Ја бележиме 53-та минута стрелец на голот Јорданчо Трендафило, кој потеклува токму од школата на Овчеполи, кој пак новен надпревар за противник го има својот брат Виктор Трендафило со број 11, а нивниот татко Кирчо Трендафило, некогашен играч на Штипска брегалница, на овој меч беше во улога на официјален представник на Овчеполе. Како и да е, мрежата конечно е начата што најавува уште повеќе возводување и голови. Требало од дома да му кажеш ти. Ајде, дари ти еден, ајде. Димовски и Нацев се во нова брза акција, по која Костов изведе топката во корнер. Како нема? Корнерот умешно го изведе Најдов, центрирајќи на првата статива, каде што акцијата будно ја следеше Марич и како искусе голгетер ја пласираше топката во мрежа за водство на Кјутго од 0:2, а ја бележиме 56-та минута. Очигледно моралот кај домакините се скрши по примениот прв гол, а секако големо влијание има и физичката неподготвеност. Веаш дека не беше усоплекуваната човек. Нацев и Марич се во нова акција на Кјутго, по која Марич шутира со глава крај голот на Атанасов. Нацев очигледно се разигра и учествува во акцијата по која Димовски сега шутираше со глава, но покрај голот. Бобан Марич беше стрелец и на третиот гол за Кјутго. Миле Денковски, речи се во првиот контакт со топката по влегувањето во игра во вториот дел, упати идеален центаршот од 10-та страна, а Бобан Марич повторно ја затресе мрежата на Атанасов за веќе сега водство од 0:3 во 66-та минута. Доминацијата на гостинските играчи е очигледна и се редат нови опасни напади кон голот на домакините. Најдов изведе слободен удар на кој реагираше шtoперот Синев, шутираше со глава, но Атанасов одбрани. Петар Најдов изведе уште еден слободен удар по кој изоди само корнер. Инаку во корнери беше очигледна доминацијата на гостинските играчи, односно беше 7:1 во корист на Кјутго.
Фудбалски мат во 3 поти се изведува од Дујовски, кој упати прецизна диагонала за Мартин Димовски, кој пак од прва ја спушти топката кон слободниот Дени Андонов, кој иако штопер се најде во улога на шпиц и атрактивно ја затесе мрежата на немоктиот Татарасовски. Гол за резултат 0:4 ја бележиме 80-та минута, а стрелец Дени Андонов. Домакините се заканија преку слободен удар, кој го изведе Андов. Топката се исфари од каздетиот простор, на неа натрче Ефремов, силно шутираше, но крај голот на Богдановски. Вреди да се одбележи шутот на Марич, откосот од околу 20 метри, но топката отиде крај голот. Во самиот финиш на средбата, убава акција на играчите на Кидго, која со прекрасен полуволеј ја завршува на најдобар можен начин Боба Марич, постигнувајќи хет-трик и поставајќи оконечниот резултат Овчеполе Кидго Пекчево 0:5 со гол во 86-та минута. Да не го даваш. Не, гаси камерата, нема потреба. Седето не го дам. Седето не го давај. Не го ни покажи. Срамота е ово да го гледам. Само па ќе го гледам. Ириш ќе го даде ти ако не го даваш. А може да се договориме и со нив. До крајот се беше само рутина да се задржи овој резултат, пошто играчите на Овчеполе фери коректно им подадоа рака и им честита на победата на гостите од Пехчево. Резултатот може би е превисок, но така е тоа во фудбалот. Топката е тркалеста, а играчите на Овчеполе не ги искориста своите шанси и можности во првиот дел и со кои заслужија да постигнат барем потесен гол. Судиската тројка на чело со Глигорче Николовски од Кратово одлично се ја заврши работата, доделувајќи само 3 жолти картони и тоа на играчите од гостинските редови. Еве ги комплетните резултати од ова 19-то коло. Рудар 1947, Брегалница Голак, надпреварот не се одигра, гостите од Делчево не се појавиле на теренот во Провишти. Овчеполе Кидго Пекчево 0:5 и Слога 1934 Кежовица 2:1. Слободна во ова коло беше екипата на Малешот Берово. Табела. Екипата на Кидго Пекчево е на првото место со 52 бода. Второ место Кежовица 30, на третото место Малеш има 27. Четврто место Брегалница Голак 25. На петтото место Овчеполе има 22, исто толку има на шестото Слога 1934 и двете екипи имаат по минус 8 голови. Седмо место за Рудар 1947 со 20 бодови и на последното веќе од Пишаната Зрновка со 1 освоен бод. Веќе во среда 18 април ќе се одиграат надпреварите од воредното 20-то коло, во кое камерата на Ирис телевизија ќе биде во Пекчево на надпреварот Кидго Слога 1934. Благодарност за вниманието со кое не следевте, а до новата средба и до новата репортажа за настаните од 20-тото коло на третата фудбалска лига Исток. Драги гледачи, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!